Две во едно, ова е темата на настанот кој новинарот и портпарол на општина Штип Драган Ристов синоќа во мултимедијалниот Сити центар ја промовираше својата втора книга Штип во американскиот печат од 1903 до 1918 и ги изложи своите најнови цртежи со молив изработени во периодот од 2015 до 2016 година. За книгата Ристов истакна дека е продолжение на првата 903 која ја промовираше во 2013 и дека станува збор за негово истражување за се што се пишувало за Штип во американскиот печат во одредениот период. А за книгата се разбира човек треба да ја прочита и да процени, бидејќи станува збор за селекција на над 100 наслови кои што се објавени за Штип, во кои што се спомнува Штип во американскиот печат во споменатиот период. Дека книгата е исполнета со факти кои Драган Ристов се потрудил да ги собере на едно место, потврди и Кирил Панајотов, рецензент на книгата. Со овие две книги нема за цел да докажува вистини, да појаснува вистини, туку едноставно да даде свој прилог кон вистината за она што се случувало поврзано со македонското прашање, а изразено преку новинарските белешки на американските новинари, конкретно Штип и Штипско и случувањата во дадениот период. Што се однесува до изложбата на цртежи, Ристов во текот на минатогодишното Штипско културно лето пред пошироката јавност ги представи дотогаш изготвените дела кои се реален приказ на човечкото лице. Лица е темата и на втората изложба, но овој пат со поинаков пристап. Минатата година имавме цртежи од сите генерации, сега имаме само возрастни лица и така да кажеме мали бебиња, значи тоа беше мотивот или инспирацијата за цртежите. Се надевам дека на присутните ќе им се допадне. На промоцијата на книгата и отворањето на изложбата присуствуваа голем број почитувачи на она што го работи Драган Ристов, а меѓу нив и градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев. Јас на Драган сакам да го посакам да има уште многу такви настани, нека твори, ги потикнувам штипските уметници да навистина го следат неговиот пример. СНС ги поканува штипјани да дојдат да ја погледат оваа прекрасна изложба, затоа што навистина ретко ни случуваат такви убави работи во нашиот град.